Шестиот и последен месец за истрага против поранешниот вице-премиер Артан Груби од ДУИ истекува на 22 август, кога тој може да биде пуштен и од куќен притвор, доколку обвинителот не поднесе обвинение против него. Од обвинителство за Канал 5 вела дека постапката се уште е во тек и дека обвинителот кој го води предметот постапува во рамките на законските рокови. Оттаму појаснуваат дека рокот што се однесува на мерката притвор не треба да се поистоветува со роковите за водење на истрагата. Јавниот обвинител постапува имајќи ги предвид законските рокови и определени мерки за обезбедување. По донесување јавно обвинителска одлука, јавноста ќе биде известена, велат од обвинителството. И додека од обвинителството официјално не откриваат дали го повикале Груби на распит и дали ќе му се продолжи мерката домашен притвор, извори за Канал 5 вела дека поранешниот вице-премиер веќе бил повикан на разговор во обвинителството, кој траел 7 часа, и дека дополнително во деновите што следат ќе биде повикан уште еднаш во врска со исказот во обвинителство. Екс-обвинителот Љупчо Коцевски пред речиси 9 месеци на 24 ноември минатата година изјави дека се обезбедени доказите потребни за кривично гонење на Груби и дека практично се чека тој да биде самодостапен. 6 месеци притвор, без одлука за обвинение, укажува дека обвинителството недоволно ажурно се врши работата, вели адвокатот Звонко Давидовиќ. Инаку не пропаѓа предметот. Ако постои кривично дело и ако се обезбедени докази, дури покасно да бидат обезбедени, ова кривично дело не е пред застарување. Така да отпаѓа тој миг во однос на куќниот притвор и притворот, но во мигов, ако не се подигне обвинение. Но по подигање на обвинение, обвинителството повторно може да предложи и судот да определи мерка притвор. Груби е второосомничен во случајот со државна лотарија. Тој напушти земјата пред обвинителството официјално да отвори истрага, а успее да излезе од државата и да влезе во Косово и покрај тоа што беше на така наречена стоп листа. Тој по повеќе од една година во бегство на 23 февруари годинава се појави на граничниот премин Блаце, каде што беше приведен на издржување на мерката притвор што претходно му беше определена. Сепак во шутка се задржа само неколку часа. Покрај Груби, првоосомничен во случајот и Праприм Бајрами, председател на управниот одбор и генерален директор на државната лотарија, кој понатаму во бегство и е натаму недостапен органите на прогонот.